Председателски подкаст. Председателски подкаст, наш гостин Бујар Османи, кандидат за председател. Господин Османи, со наталитетот добар просек држите председателските кандидати. Мислам дека тројца имате по 3 деца. Тоа е добар пример, добра порака. Да, имам трето дете пред 2 месеци. Се вика Лав, али во албанска верзија. На албански? На албански е Люан. Аха, Люан. Да. Добро, Лав е Лав. Нека ви се живи и здрави. Благодарам. Кажете ми вака, кој е вашиот идол од медицината, од политиката, пример што ве следи во живот или од обичниот живот? Видете, сега у различни сфери, различни рол модели, ако можам да кажам, сум имал. Во политиката знам дека ќе звучи лошо затоа што ми е шеф, али Али Ахмети ми е политичка школа. Све што сум научил од политиката е од неговата перспектива за политиката. Тоа е, мислам, е привилегија да се биде покрај него за да се свати што значи политиката како јавна служба. Ова што сте хирург, имате некој од медицината, може би на сите им е Бернар, нели првата операција преседување на срце. Или... Видете, не затоа што сега медицината толку се развива и новите технологии веќе даваат нови пристапи во хирургијата и се појавуваат нови имиња. Така да во различни периоди различни профили се јавуваат како модели, но секој придонел помалку. Се разбира и јас со мојот научен труд кога завршив докторатура придонесов со еден блок, ако можам да кажам, во вкупното медицинско сваќање на човекот и предизвиците. Да, дигитализацијата, интернетот, вештачките интелигенција одат со неверојатна брзина и веројатно и во хирургијата тоа ќе влие и во медицината. И во право ли сте што велат дека веќе се родени или ќе се родат за некоја година луѓе што ќе живеат повеќе од 150 години? Па мислам дека до 150 може би брзо да стигнеме до позиција, до ситуација луѓето да живеат многу повеќе од 100 години. Јас имам прв сосед, нели објави во видео, има 106 години. Така да веројатно ќе стане тоа новото нормално како се подобруваат генетските манипулации, начините на лекување, начинот на исхрана и така натаму. И тоа ќе биде процес, се разбира. Имате ли време за книги? Не само како министр, туку како лекар, како хирург, читате претежно стручна литература или белетристика и доаѓа некој? Не, повеќе стручна литература. Како министер за надворешни работи читам меѓународна политика пред се. И тоа, колку што читам у авион, повеќе слушам пред спиење, бидејќи купувам такви аудиобукс. И некогаш ги купувам и како книги и како аудио, па ги комбинирам. Меѓутоа, постојано нема ден, најмалку половина час да не читам неколку страни. Тоа ми стана една навика од времето. Аудиото е суштина и основа, тоа е историјата на подкастите. И вие почнете подкаст да правите. Што беше предизвикот? Дали сега само заради кампањата или сакате од порано? Не, подолго време се обидував, посебно кога беше фамозниот француски предлог, преговарачката рамка. Никако не можев да стигнам до луѓето. Медиумите упорно ме интерпретираа како што они го сваќаа процесот. И се обидував директно, кога седнував со луѓето директно и му објаснував, луѓето некако менуваа мислење по однос на тоа што го договоривме. Не можев да имам масовен рич на мојата интерпретација на тоа што го подпишавме. И се обидував долго време и размислував како да направам подкаст па да можам со луѓе кои што се критичари на мојата идеја да се соочам. Да разговарате. Да разговарам со тие што се противници. Да ги викате како гости. Да ги викам како гости и да разговараме, да ги разглобиме едно по едно, за да ако имаат аргументи нека ме победат. Меѓутоа ако имам јас аргументи, да ги победам на јавна сцена. Не бев свесен дека има студија
студија кои што може да се рентаат. Размислував да набавам во министерството, тоа беше скапо и оставив. Сега кога некој ми кажа дека има студија кои се рентаат за релативно малку пари, почнав веднаш со подкаст. Добро, го правите тоа со обични луѓе. Дали планирате во кампањата или па еве тоа е добар предлог да ви го дадам и да ги викате во подкастот да ви гостуваат ако сакаат и против кандидати? Против кандидатите не затоа што тоа ќе биде злоупотреба на подкастот за политичка кампања, но сакам со луѓе кои што не се кандидати, а имаат спротивставени идеи со моите погледи кон евроинтеграциите, кон организирањето на државата, кон соседските односи, меѓуетничките односи. И еве барам, дури ако имате идеја, некој што е навистина голем противник на све што јас се залагам, сакам да се соочам на подкаст и да ги разглобиме едно по едно сите аргументи. Околу книгите кажавте како стоите со музиката? Рокер, поп музика, народна, филмовите исто така, актери и театарот се разбира ако имате време. Да, музика, реално, видете, јас цел живот многу сум учел. Сум бил од тие што премногу биле над книга. И бубалица, како си? Да, баш бубалица. Сум бил од, ја во средно, например, не сум имал 4 некако заклучна оценка. Туку во колоните не сум имал 4 никогаш. Значи не сум имал криза и како студент сум бил еден од најдобрите. Така да секогаш музиката ми била background noise на читањето. Дали тоа било класична музика, дали некоја инструментална музика без текст, бидејќи ќе ми пречеше во читањето. А мене начинот на учење ми беше покрај тоа што ќе го читам и ќе го прераскажам сам. После тоа, така ми беше стилот на учење, бидејќи и македонскиот јазик ми беше странски јазик. Па морав да го извежбам и начинот на кој ќе ја презентирам лекцијата пред професорите. Така да музиката секогаш ми била као background noise. Филмови гледам. Последно пред 2 дена го гледав Опенхаймер, некако ми избега. Тогаш децата нели беше Барби или Опенхаймер во исто време и сопругата и децата отидоа на Барби, ја се налютив и не отидов и чекав да се појави на Showtime, мислам дека се појави Опенхаймер и го изгледав пред 2 дена. Доби најмногу Оскари доби. Со театрот како стоите? Да бидам искрен, одам кога оди цел народ на некоја популарна, па тогаш ќе одиме повеќе на излегување отколку не знам зошто, дали во тоа време кај нас помалку имаше театар за да го изградам тоа како дел од мојата култура. Спортот сте тренирале нешто или од учењето не сте имале време? Тешко прашање да смениме тема. Добро, за кого навивате? Што следите? Имате ли клуб некој? Ливерпул, Манчестер, Интер? Кошарка сум играл, фудбал никогаш не сум играл и никогаш не сум сакал ни да гледам. Ги знам од прилика главните тимови, меѓутоа некако ми е 90 минути, јас сум воркохолик. Имам чувство на вина кога не работам. Многу трае, да. И тоа ги мачи обично воркохолиците, ме мачи и мене. Например, јас не уживам и во гледање филм затоа што сметам дека во тоа време би можел нешто да работам. Тоа е себе мачење, не го препорачувам никому. Ја децата ги учам да знаат кога да уживаат, кога да работат. И некако гледање 90 минути фудбал мене ќе ме јаде дека тие 90 минути би можел нешто да работам. Кошарка НБА или? НБА сум гледал доста тоа време, знам дека Хаким Олајџувон ми беше така најомилен од тоа време. Кој е биле денеска студент? Планирате како и во сите анкети најбрзо да заминете во странство? Како што најголем дел од анкетите размислуваат најголем дел од студентите или ќе сакате да останете по секоја цена? Не е греда да се размислува да се оди надвор, затоа што ние сме мала држава и не можете да станете професионалец во било кој. Греда ако не се враќаат, тоа е проблем. Тоа е идејата. Како brain drainот да го претвориме во brain circulation, во циркулација на мозок. Јас на пример бев во Лондон на година и нешто на специјализација за трансплантација на црн дроб.
ке беше лошо да не отидев. Ама ја се вратив овде во државата. Така да ние треба да ги стимулираме младите да одат, но како да ги им создадеме предуслови да се вратат и тоа знаење да го вратат овде и да го експлоатираат за нашиот развој. Го споменавте учењето, кој би биле сега млад средношколец, на кој факултет би се запишеле, што би учеле, на што би се посветиле? Пак медицина? Добро, тие се медицина и информатика атрактивни, ама има и други факултети. Тешко прашање. Никош не сте размислувале за друга професија Па освен? ја го имам во спотот, ако сте го гледале спотот, каде што ја кажам животната приказна, све почна 5-то оделение, татко ми подари стетоскоп за роден ден. И тука мене ми и тоа стетоскопот ми го чуваше закачен над зид. И јас од тогаш знаев дека ќе бидам доктор, уште 5-то оделение. Многу јас Не притискале родителите, ваш избор беше? Не ме притискале. Види, тогаш беше добрите ученици одеа на медицина. Јас бев И тешко се влегуваш? Јас бев еден од најдобрите и во основно, така да се знаеше дека јас треба да одам на медицина. Јас сакам медицината премногу, уживам, значи кога читам медицина, јас заборавам дека постои свет околу мене, бидејќи влегувам на ниво на клетка. Меѓутоа сега политиката ми отвори толку други хоризонти да стварно сега да се вратам у средно не би знаел на што да се фатам прво во Не би било фикс медицина. Медицина сигурно би одел и на нешто друго паралелно. Како ќе решите војната во Украина ако сте Бајден, ако сте Путин, Макрон, Ердоган, Зеленски? Со максимална поддршка на Украина. Све што бараат, колку и да бараат оружје да им се даде, да се испразнат сите магацини, да се заврши војната таму, бидејќи ако Русија победи во Украина, тоа ќе биде само почетокот. Тогаш Русија ќе стане глобална евроазиска сила и ќе тргне на кај запад. Прво Транснистрија, после Западен Балкан. Затоа јас да сум Бајден, би ги седнал сите лидери и би се договориле помош за Украина додека е тоа потребно, за да Украина ја добие битката и мислам дека тогаш светот ќе биде нормален и мирен. Што треба да учат или што ќе учат нашите деца и внуци за 2001 година? Конфликт, агресија од надвор, војна, бунт, борба за човекови етнички права, терористи. Тоа ќе се отвори еден ден, дали ќе треба фонезични само фактографски да се наведат случувањата или пак ќе треба нешто и плюс да се додаде. Ќе учат дека најголемата грешка е ако мислиш дека ако комшиите, соседите имаат исти права и можности како твоите, дека ти од тоа губиш. Напротив, ако сите околу тебе се добри и ти си уште подобар. Значи, имавме една погрешна перцепција дека ако го држиме монополот и ги држиме другите потиснати, ние ќе бидеме подобри. Ако албанците станат еднакви во можностите, турците, бошњаците станат, македонците нешто ќе губат. Тоа е најголемиот стереотип и грешка која што е инсталирана кај дел од македонското население и мислам дека тоа е најдобрата поука од 2001. Ако соседите се добри, тогаш ти си уште подобар. Армијата на Република Македонија како претставски кандидат, ако победите врховен комендант, ќе бидете, треба да продолжи да се развива со зголемување на буџетот, нели над тие 2% од брутонационалниот доход. Треба да се трудиме да бидеме поумерени, воено понеутрални. Кој е вашиот став? Ние сме членка на НАТО, ќе треба да ги следиме насоките на НАТО. Ние 2% веќе имаме постигнато. Веќе со Вилнус самитот 2% е одлучено дека е подот, а не плафонот, така да треба да продолжиме и понатаму. Мислам дека околу 30% од буџетот сме на капитални инвестиции во армијата, тоа треба да продолжи и во тој дел мислам дека не треба да имаме дилеми, ги следиме НАТО политиките. НАТО не е офанзивна алијанса, таа е одбрамбена алијанса, нема да нападне никого, меѓутоа ќе ја одбрани секоја педа на територијата на НАТО, вклучувајќи ја и нашата држава. Начелник на Генералштаб Албанец, слушаме, премиер Албанец, председател Албанец,
началник не сум слушнал до сега. Или зависи од Видете, кадрите? јас сум зборел овде баш со вас, треба да се нормализираат позициите. Се додека се чуваат како монополи, тие се тема. Кога се нормализираат, после не е важно, никој не прашува. Како што никој не прашува денеска кој е председател на собранието. Бидејќи веќе имаше албанец, дали е сега Јован или Талат е малку важно. Да, вториот пат не беше ни вест, така. Да, премиер исто. Исто и за генерал штаб. Може да биде тема првиот пат, вториот пат станува ирелевантно бидејќи се нормализира таа позиција. Затоа председател на држава исто така е важно да се нормализира таа позиција. Ова во едно прашање, мислам дека и порано сме го зборувале, меѓутоа не е на одмет, затоа што е кампања сега да се повтори. Македонското знаме треба да се почитува или треба да се менува, македонската химна, македонскиот грб треба да се пеат, треба да се почитуваат или консензуално да се договориме за нешто што ќе биде заедничко. Да не го наречеме македонско знаме, туку знаме на Република Северна Македонија и треба да го почитуваме и треба да го вееме секаде каде што треба, бидејќи е наше државно знаме. Со Преспанскиот договор придавката македонски се однесува на етничките македонци, а не на државата. За химната сме збореле, би сакал македонците да ја инициираат таа тема за да биде поинклузивна и полека да се нормализираат тие односи во државата. Што мислите за соседите? Кога би направиле анкета, срби, грци, бугари, албанци, кои се најголемите пријатели на Македонија, кои најголемите непријатели? Се разбира, вклучувајќи и тука и големите регионалните европски и светски нации. Видете, знаејќи ги албанците. Или зависи од историскиот контекст. Знаејќи ги албанците, тоа се луѓе кога ќе ти дадат срце и рака, кога ќе ти дадат беса, гинат за тебе. И мислам дека најважно е за македонците тоа да го сфата дека ние сме спремни да гинеме ако треба за прашањата кои што се важни за македонците од типот на идентитет, јазик, и тоа го покажавме и се солидаризиравме во тој дел. Многу е важно да ги лечат стереотипите дека албанците се непријатели на македонскиот народ. Албанците се најголемите пријатели на македонскиот народ. Немаат никакви претензии кон македонците, ни по однос на јазикот, ни по однос на идентитетот, ни по однос на историјата. Ако тоа го разбереме, ако си подадеме рака еден на друг, како што се обидов јас како министер за надворешни работи да изградам, да бидам мост помеѓу двете заедници, верувајте, никој ништо нема да ни може. Доволно е да си подадеме рака и да си кажеме дека оваа држава ни е заедничка, дека ако си помогнеме еден на друг, ако се солидаризираме еден на друг, ќе бидеме најсилни и било кој од соседите нема да ни може ништо. Таа е пораката што сакам и како председател да ја изградам. Кој е најкорумпиран во државата? Судството, судиите, обвинителите, политичарите, лекарите, можеби новинарите или политичарите? Видете, мислам дека со тоа што граѓаните на последната анкета 70% ги одредуваат политичарите како најкорумпирани, е всушност дел од злоупотреба на корупцијата во политичката пропаганда. Бидејќи на политичките партии им е важно политичките противници да ги нарекуваат корумпирани, ама не и лекарите и професорите, бидејќи тие се гласачи. Но ние забораваме дека Таму се внимателни. Таму се многу внимателни и никој не отвара таа тема. Бидејќи тука не е целта искрена борба против корупција, целта е да се обвини противникот за да се дојде на власт. Јас мислам дека граѓаните се соочуваат со корупција од тие 100 денари на шалтер до тие 1000 денари или 100 евра на лекар, дури мислам дека и се многу повеќе од 100 евра, па во универзитетите, во образованието, судството и така натаму. Затоа нудам како председател да направиме меѓународен борд, да ги сертифицираме носителите на јавни функции, за да може само тие што ќе добијат сертификат со помош на САД, ЕУ и НАТО да станат министри, директори, обвинители и суди. Ако ја исчистиме јавната сцена од корумпирани политичари, ќе можеме тогаш да се бориме и со таа ниска корупција која што на дневна основа ги јаде граѓаните и им го јаде джебот на граѓаните. Кој е најдобар председател според вас во независна Македонија до сега? Мислам дека идниот председател на Република Северна Македонија. Кои медиуми најчесто ги следите? Традиционални, споменавте веќе нешто, интернет, нови медиуми?
Подкасти, новинари. Вака, телевизија реално ретко гледам, бидејќи немам можност да седнам пред, кога сум пред телевизор, пуштам филм. Така да све ми доаѓа преку социјални мрежи, сите вести ми доаѓаат на социјални мрежи. Колку пари му е потребно на еден председател за да го помине месецот? Колку што е кошницата за потрошувачката кошница Колку за 1000 евра тука. па веројатно толку. Дебатата досега се обидувавте таа мастеребата, не успеавте, ќе се случи нешто половично или Јас имав една дебата Знам, со Таравари. бидејќи беше во албанска телевизија. Меѓутоа сега жално е што нема дебати. Јас како представник на Европскиот фронт, како опонент го гледам представникот на национализмот, ако можам да кажам, кој се нуди како опција во државата, и така дебата сега би прифатил само со представникот на ВМРО ДПМН. Како ја оценувате досегашниот тек на кампањата? Опозицијата повторно мисли дека со црна кампања и со наратив против ќе добие избори. Не се добиваат избори со тоа што единствениот наратив вие плукајте по противникот, нешто ќе се залепи. Мора да покажете што нудите вие. А јас сум велам, на овие избори се нудат два концепти. Концептот на интеграција наспроти концептот на изолација. Концептот на соживот наспроти концептот на етнички тензии. Концептот на прогрес наспроти одењето назад. Тоа се концептите на Европскиот фронт визави концептот на ВМРО ДПМН. Тие два фронта се на тест пред граѓаните. И тоа јас го промовирам, концептот на членство во Европската унија до 2030 година. Успеавте да се договорите и заедно да настапите дека мора уставните измени, па после тоа да се размислува за коалиција, за влада и така натаму. Тие 6 месеци, тие се рокот. Мислам дека е многу важно, бидејќи ако пропуштиме 2024, мислам дека ќе изгубиме цела една декада, а можеби и повеќе. Изгубивме 20 години со името и повторно го решивме името. Замислете името да го решивме вака, сигурно и во подобра варијанта, имаше понуди пред 20 години. Ние ќе бевме со Словенија и Хрватска веќе членка на Европската унија. Немаме веќе резерви за толеранција да ги изгубиме и тие последни можеби 20 години што им остана на поголем дел од граѓаните во авантури на политичари кои што очигледно не нудат ништо друго освен омраза, изолација, национализам и можност сами да продолжат таму каде што оставија пред 7 години да се корумпираат. Специфични се овие избори заедно се ќе се миксаат со парламентарните. Последно прашање. Втор круг, вие ќе речете влегувам, ако не влезете, ќе ги повикате граѓаните да гласат за некој или ќе ги оставите слободно да се изјаснуваат? Јас мислам дека, повторно ќе кажам, изборот е помеѓу двата концепта. Интеграција наспроти изолација. Европски фронт наспроти националистичката понуда од 61 праденик на ВМРО ДПМН, чија цел е да ги исклучи сите други заедници од донесувањето на одлуки за државата, и тие два концепта ќе бидат во вториот круг и ќе победи европскиот концепт. Гледам, денеска сте во Штип, Источна Македонија, исто така и посветувате внимание. Како реагираат? Се чудат? Многу добро. Се изненадив денеска во Радовиш бев. Македонки пред се жени, постари жени, ме застануваа на пат и велеа: веруваме во тебе. Веруваме во тебе. Веројатно мојата работа до сега, низ годините во различните министерства, кај луѓето создало доверба дека имам работна дисциплина, имам добри намери и луѓето најмногу тоа ценат. Никој не ви рече албанизација, дуизација, тоа повеќе политичарите го користат тој наред. Апсолутно не. Значи ме гушка луѓе, македонци, турци, различна етничка припадност,
И тоа ми беше многу задоволство. Многу ми беше овој ден убав ден, затоа што тоа што го кажувам како хирург, никој не ме прашал која ми е етничка припадност пред да ми легне на маса за да го оперирам. Туку прашувале дали сум искусен, дали сум посветен и знам што правам. Мислам дека граѓаните и за претседател на државата не ме прашуваат која ми е етничката припадност, туку дали сум искусен, дали сум честен и дали сум посветен. Бојар Османи, претседателски кандидат, гостин во денешниот претседателски подкаст. Председателски подкаст.